Среќни суперхерои во зима. Во февруари надвор се уште е зима. Времето е студено, а често се случува се да биде замрзнато или покриено со снег. Затоа сите ние имаме топла облека. Капи, шалови, ракавици, јакни, чизми, џемпери, чорапи. Именува ја зимската облека. Но дали знаете што се случува со животните во зима? Што прават тие? Дали имаат доволно храна? Дали се будни или спијат во зимски сон? Сега ќе ви раскажам. Во зима нема доволно храна за животните во природата. Затоа некои од нив, како што се мечката, ежот, јазовецот, желката, полжавот, преку зимата спијат во своите живеалишта. Но за останатите кои не заспиваат во зимски сон, а живеат во нашата околина, како што се например птиците што не заминуваат на југ, потребни се суперхерои како нас да се грижат за нив. Така и јас и моите другарчиња од занималната, заедно со нашата учителка, вчера отидовме на прошетка во паркот. Времето беше сончево, но студено. Но сите ние бевме топло облечени и не ни студеше. Коста, суперхеројот во забележување, веднаш забележа дека животните имаат иста облека во сите годишни времиња. Тие имаат крзно што го носат преку целата година или пердови што ги заштитуваат од студеното време. Коста веднаш рече: другарчиња, на животните не им е потребна зимска облека, но им е потребна храна преку зимата. А ние, децата, суперхерои, можеме да им помогнеме, зарем не? Во езерото, во паркот, забележавме како пливаат неколку патки. А Владко, бидејќи е суперхерој во броење, веднаш знаеше колку се на број. Интересно беше што некои од нив имаа зелено-сини глави, а некои пак беа целосно сиви. Учителката ни објасни дека сивите патки се женски, додека оние со зелено-сина боја се машки патки. Ајде да изброиме колку вкупно патки има во паркот. 7, 8 или 9. А потоа избројте и кажете колку машки, а колку женски патки има во езерото. Точно така. Во езерото има вкупно 7 патки. Од нив 5 се машки, а 2 се женски патки. Нашата задача беше да ги нахраниме патките во паркот. Така прават суперхерои да помагаат. А Магдалена, како суперхерој во јадење зеленчук, ја отвори својата волшебна торбичка во која имаше моркови, марула, краставички, ориз, пченка и различни семења за гладните патки. Околу нас се собраа и врапчиња и диви гулаби. И тие беа гладни, а ние на сите им поделивме храна од торбичката на Магдалена. Торбичката остана празна, а птиците сити и весели. Сите ние бевме суперхерои во хранење, врапчиња, патки, гулаби.
и сите бевме многу среќни поради тоа. Сигурно и ти си суперхерој за животните во зима и ги храниш птиците што не одлетаа на југ. Грижи се за животните и природата. Биди и ти суперхерој. Се гледаме во следната авантура.